Од животот на авторот. Во времето кога јас бев дете, беше тренд да се везат гоблени. Честопати ја гледав мајка ми како со часови боцка со иглата и го везе гобленот. Скоро и да не можеш да забележиш што навезла за неколку часа. Сепак, подолгомесечно, деноноќно и макотрпно работење. Гобленот се завршуваше, а таа со часови го гледаше и беше многу среќна. Тогаш и не можев да ја разберам во потполност нејзината среќа. Но денес кога јас од срце со многу љубов го пишувам она што сакам да му го кажам на мојот македонски народ и светот, сватив што научив од неа, кога ги везеше тие гоблени со прекрасни мотиви. Ме научи да бидам среќен, кога го давам најдоброто од себе. Им благодарам на сите мајки на светот и уште поголема благодарност на мајките кои сами се грижат за своите деца. Сите тие се вистински мајки лавици. Методот на најситната бесконечна енергија, или така наречената нанос 7 техника, е магнет кој привлекува посреќен и поисполнет живот. Јас својата среќа, благосостојба и изобилство ги пронедов тогаш кога ја сватив суштината на законот за вистината, односно нанос 7 техниката, и одлучив да ја пренесам на другите кои искрено трагаат кон исполнет живот. Си реков, каде и да одам, ќе си го носам рајот со мене и ќе го подарувам секому кој ќе сака да го прими. Вниманието, според законот на вистината, една мисла го задржува максимум 4 секунди, а потоа се префрла на друга мисла. Доколку научиме да го задржиме вниманието на една мисла подолго од 4 секунди, настанува намерен, креативен процес. Тоа е поврзување на истородни мисли, кои се причина за создавање на точно одредена последица, нано-ниче метод. Се што сме повикале во нашиот живот, дојдено е затоа што сме го задржале вниманието на некоја мисла подолго од 4 секунди, свесно или несвесно, со љубов или страв. Само под влијание на овие две основни емоции ние поттикнуваме и започнуваме креативен процес со кој ја пишуваме нашата иднина. Дадено ти е најдемократското право во универзумот од целиот животински свет само тебе, да бидеш што сакаш од мигот кога ти ќе одлучиш да ги промениш мислите. Овој едноставен систем ја прави толку голема разликата од човек до човек. Најбитното од сето ова е дека судбината сама по себе не постои, туку секој сам си ја креира. Секому му е дадено правото да ја пишува својата иднина онака како што тој ќе посака во зависност од неговите размислувања со селекција и контрола на мислите. Секој треба да го искористи најдемократското право кое му е дадено, а тоа е: биди што сакаш, што се твоите мисли, тоа си ти. Драг слушателу, ова е техниката која мене ми помогна да си го сменам животот на подобро и да добијам се што ќе посакам во животот. На наједноставен начин ги остварив моите соништа, со искрена желба и ти да ја примениш, за потоа да живееш полетно, среќно и исполнето. Се што правиш, го правиш најпрво за себе. Денес сети се на твојата света должност. Зошто си на оваа планета? Не стравувај повеќе од самиот себе. Твојата должност е денес да се засакаш себе си онака како што го сакаш Бога. Утро во сонцето го најави новиот ден кој беше иднина, а веќе е минато. Утрешниот ден доаѓа како иднина и повторно ќе се случи истото. Затоа, не заборавај што си вети и исполни го она што сакаш да стане твоја вистина. Ако знаеш што си денес, ќе знаеш што можеш да бидеш утре. Биди среќа, биди љубов, биди светлина и биди што сакаш. Знај со сигурност во кој правец одиш. Од денес си токму тоа што овие 7 дена го сонуваше со отворени очи. Не запирај овде. Во следните денови практикувај го веќе наученото и наскоро, многу побрзо од што можеш и да си замислиш, ќе ги оствариш сите своји соништа. Ќе допреш ново ниво на свесност, ќе влезеш таму и никогаш повеќе
нема да сакаш да се вратиш во стадото луѓе, овци кои животот го живеат заспано. Ти велам, навреда за животот е живот заспан да се живее и токму затоа разбуди се. Тоа што се твоите мисли, тоа си ти. И затоа биди свој и биди што сакаш. Веќе си. Со љубов. Ниче.